За актуелната состојба на Блискиот Исток. Утрово во емисијата Слободен печат разговараме со нашиот редовен гостин, аналитичар професор доктор Методи Хаџијанев, кој ова утро на Зум ни се јавува од Руанда. Инаку, професоре, добро утро. Пред неколку... Добро утро. Пред неколку дена се случи трагичната хеликоптерска несреќа во која што загина председателот на Иран. Како овој трагичен настан ќе има понатамошни импликации врз политичката сцена во Иран и врз меѓународната политика, односно воопшто врз односите во Блискиот Исток? Има ли се очекуваат ли некои радикални промени во политиката на Иран после ова? Лично мислам дека нема да се смени нешто драстично, затоа што генерално целиот лидершип во Иран, целиот тој кор и она што ја поддржува, да кажеме, тој режим таму, таа елита е со став многу сличен на председателот. Ако се сеќавате, Ахмединеџад, например, иако е сега многу популарен, посебно заради социјалниот живот кој што го имаше истиот тој став, и тоа пред се е длабоко закопано во корените на проблемите кои што стојат, датираат некаде од обидот за импонирање или импутирање на либерална демократија во тој дел од светот и секако лошиот отпор кој што се создаде како хибрид на таквиот напор, а тоа е создавање на ислямска држава, која што барем според тоа што ние гледаме е рефлексија на народот, иако постојат сериозни индици за масовни кршења на човековите права, ограничување на слободата и така натаму. Така, екзекуции јавни. Мислам дека и на тој начин мислам дека нема нешто длабоко да се смени сето, освен административно, ако сакате така да кажеме, ќе има сега кој ќе го наследи, како ќе го наследи, тоа веќе решено, мислам, преминатите документи. Да, меѓутоа сепак се зборува дека тоа ќе бидат само некои бирократски промени во државата Иран, затоа што главната власт или главниот збор во Исламската република Иран ја има ајатолахот Али Хамнеи, чиј што збор е главен. Точно е. Факт е дека лидерите исламски таму имаат сериозен импакт врз политиката и дека таму е, да кажеме, она што Западот го гледа изворот на целата несреќа, која што се случува на населението. Но не заборавајте дека сепак политичките лидери се тие кои што се обединети со со ваквите визии, ваквите видувања. И тука практично и тешко може да направите разлика кој е кој, иако поправо сте дека генерално импактот на верските лидери таму е сериозен. Така, може ли да се очекува поголема инволвираност на Иран, да речеме, во израелско-палестинскиот конфликт, бидејќи влијаат, разменуваат, уфрлаат беспилотни летала, имаат напади врз Израел? Мислам дека овој однос и влијанието во овој конфликт ќе зависи пред се од успехот на САД да го балансира пасивизирањето на Иран, да отворено се конфронтира со Израел, се до на момент додека успешно тоа го подат на дипломатски план. Ако падне ваквиот капацитет или ако не да Боже да се изместат настаните, односно ескалираат или се помислат некои двигатели кои што можат да придонесат да бидат пуш или пул фактори кои што ќе го втурнат регионот во директен конфликт помеѓу овие два гиганта, регионално се разбира. Во тој случај тоа ќе биде многу лошо, бидејќи тоа може да предизвика каскадни ефекти по целиот свет. За сега сметам дека клучен актер таму е американската дипломатија и капацитетот да ги користи сите можни алатки, дури и државите во регионот, голските земји пред се, за да ја превенира ваквата состојба, иако нормално постојат многу сега прашања или услови, бидејќи Иран за сега се уште не е нуклеарно способен, додека Израел е нуклеарно способен, што представува сериозен одвракачки фактор за Иран да тргне во некаква си масовна операција против Израел.
Така, професоре, паралелно еве со настаните во Иран, со таа трагична несреќа, паралелно речиси се случија најавените кривични пријави за воени злосторства против човештвото од обвинителот на Меѓународниот кривичен суд, кој што ги повикува на одговорност, односно повика на апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху, на израелскиот министер за одбрана Јоав Галант и на тројца лидери на Хамас, бидејќи, како што рече Карим Кан, обвинителот, дека постоеле веродостојни докази за нивна кривична одговорност за воени злосторства и злосторства против човештвото. Зошто токму сега во овој момент излезе овој налог за апсење на овие клучни личности во израелско-палестинскиот спор, конфликт? Мислам дека времето за излегување е административно, бидејќи е очајно тешко да соберете релевантни докази или да соберете капацитет. Имате капацитет преку кој ќе ги изградите тие докази за да можете правно да покренете обвинение пред Меѓународниот кривичен суд. Така да времето не е нешто поврзано со геополитиката, но е одраз, може би рекол, и е значаен сегмент, бидејќи ова представува веќе тест за самата институција, особено визави ставовите на Европската унија во однос на Израел и ставовите на САД во однос на Израел, бидејќи како што може сега да се заклучи, до сега најголемиот дел од, да кажеме, преставките или користењето на овој суд беше дека тој представува алатка на западната демократија, либералната хегемонија и така натаму, така натаму. Сега со оваквиот чекор и пред се со фактот дека одредени држави од Европската унија, Шпанија, Португалија и така натаму, некои други, кои Ирска, кои што го поддржаа ставот на тоа да Јужноафриканската република всушност биде таа која што ќе го води овој процес или ќе ги покрене целото обвинение, ќе сплени целата работа за пред Меѓународниот кривичен суд, всушност го става сега и самиот Меѓународен кривичен суд на тест. Меѓутоа ова представува сериозен притисок исто така и за западната либерална демократија, особено заради политиките на интерес во кои што сакаат да го заштитат Израел и особено заради тоа што, да кажеме, истите не го признаваат ова тело. Ова, од друга страна, може да биде сериозна алатка или сериозен избор на наратив кој што сега, така наречените предизвикувачи во геополитичкиот натпревар, Русија пред се Кина, ќе сака да го користат како доказ за нивните тврдења за тоа дека всушност либералната хегемонија има двојни стандарди и веќе да не се повтори со сите оние капацитети или начини на кои што тие ги формираат своите наративи во градење на нивните аргументи, пред се во информативната сфера, но и се повеќе и повеќе во дипломатската сфера. Фактот дека е покренато обвинение, сега само за да објасним гледачите како кога зборувавме за Путин, е исто така доказ дека судот не прави разлика дали станува збор за западно поддржани или западно негирани режими кои што всушност се напаѓаат, но друга работа е колку се до тоа ќе биде можно и да се спроведе. Оно што е интересно е сега голем број на западни правници кои што беа гласни, ако се сеќава да ние веќе многу форум поговоревме за тоа, уште кога излезе обвинението против Путин, дека е многу тешко или геолски тешко е да судот може да го спроведе тоа обвинение. Сега ќе биде многу интересно да видиме дали тие правници и како ќе реагираат на ваквото, на ваквиот развој на станите, особено заради тоа што тие беа многу гласни тврдеа дека е можно да се екзекутира ова најава против Путин и дека Путин би можел да биде уапсен. Останувам на ставот кој што претходно го кажав, значи прво ќе треба да се порази режимот на Израел, но и да се тргне раката на поддршка на САД за да може да се уапси Биби. А за водачите на Хамас претпоставувам дека полесна е веќе ситуацијата, но во тој случај ако се уапсат водачите на Хамас, тоа представува уште посериозен проблем во расцепот кој што како клин веќе стои во сите оние заговори за вредности кои што се заговараат за некаков систем базиран на почитување на нормите на меѓународното право. Сето ова представува сериозен удар во напорите и на двете страни во геополитичката трка да го изградат аргументот за тоа дека бараат правда, задоволувајќи го меѓународното право. И авторитарните режими, кои што, да кажеме, се предизвикувачи во геополитичка трка,
но и либералната демократија добар дел од земјите кои што го поддржуваат да кажеме Израел во целата оваа причина се пред соочени со сериозен тест за тоа како и на каков начин ќе можат да ги амортизираат своите наративи во почитување на вредностите и секако своите дела во имплементирање на тие вредности. Професоре, рековте дека многу тешко ќе биде да се тргне раката на САД од Меѓународниот кривичен суд и од поддршката што ја даваат на Израел. Еве веќе има сигнали, има изјави од Бајден, од државниот секретар Блинкен исто така дека нема да ја поддржат оваа иницијатива посебно за гонење на израелскиот премиер и министерот за одбрана, значи ќе биде многу тешко. Значи само да докажам дека раката на САД не е врз меѓународниот суд, раката на САД е врз земјите кои што би требало да го поддржат ова, бидејќи како и се на меѓународен план, дури и Обединетите нации, зависи од волјата на државите, односно колку државите се волни да го спроведат сето ова решение. Токму тоа го говорев и во контекст на Путин, кога беше објавата дека е покренато обвинение против него, а тоа е колку државите ќе бидат волни да го заробат Путин и да си играат со луксузот да не го изгористат потоа гневот на таа држава која што всушност го штити него. Тоа значи дека сега треба, а вие можеби ќе го апсете диви, меѓутоа треба потоа да спречите како ќе го исконтролирате гневот или ако не го исконтролирате не само на Израел, туку и на овој како се вика на Вашингтон, со оглед на тоа дека не сум ги чул изјавите, меѓутоа ако е така, значи со оглед на тоа веќе и на официјален Вашингтон. И сега сете тоа само по себе веќе го става на тест оваа институција, но мора да бидеме сега директни, става на тест многу прашања, посебно во контекст визави Африка и визави поранешна Југославија, и на трите страни, хрватската, на босанската, на овој како се вика српската, но и на нашиот контекст. Што ќе се прави со тоа? Дали и каква е легитимноста на тие институции? Дали навистина станува збор за политички одлуки или навистина пак станува или пак сепак се работи за меѓународна правда или меѓународно право кое што всушност постои во некаков си рамка која што е поддржана. Тоа може да има и ќе има сериозни импликации и врз односите во регионот. Например, сегашните напори за да кажеме резолуцијата која што се прави против Србија за тоа дека имало геноцид во Сребреница. Че не тврдам дека имало или немало, да не се разбераме повеќе, само сакам да кажам дека сето ова има каскадни последици и ќе има каскадни последици во многу одлуки кои што во иднина ќе се. Неминовно е дека Западот ќе продолжи да ја гради реториката која што е, што кажеме, од 90-тите години, но неминовно е дека таа реторика веќе се ќе има публика која што ќе може да ја прима без резерва или нема да ја предизвика таквата реторика. Така да сето ова всушност сега ќе представува или отвора нови начини, нови решенија и секако нов ангажман во решавањето на проблемите, затоа што времето на 90-тите години е веќе далеку за нас. Така, професоре, во исто време се случуваат, еве денеска најавија Норвешка, Шпанија и Ирска соопштија дека ја признаваат палестинската држава. И како реакција на тоа Израел тоа веќе е сериозен како се вика удар за внатрешното кохезивност во рамките на западната демократија, но мора да бидеме искрени, е сериозен удар и за сите обиди на авторитарните режими да се прикажат западната демократија како демократија со двојни стандарди. Бидејќи со овој чекор, овие држави всушност заземаат иста линија и држат иста линија во ставовите на штитење на Украина, но во случајот со Израел во ставовите на штитење на палестинците, бидејќи сметаат дека со ваквите ставови дека се прекршува меѓународното право, токму она меѓународно право за кое што тие заговараат дека се Сакав да ги споменам тука и земјите исто кои што се против кривично гонење на Нетањаху од страна на Меѓународниот кривичен суд. Тоа се Чешка, Италија, Велика Британија и Австрија, освен САД, нели исто, јавно кажаа дека не ја поддржуваат иницијативата на Меѓународниот кривичен суд, додека за таа иницијатива остана Франција, Словенија и Белгија. Значи тоа е тоа
неедногласие што се случува во врска со израелско-палестинскиот конфликт, и исто така спомена овие земји кои што се против кривично гонење, споменаа дека не може на иста обвинителна клупа да седнат легитимно избрани представници на власта, нели, еден премиер, еден министер за одбрана, од другата страна да имаме раководство на терористичка организација како што е Хамас. Апсолутно се согласувам, бидејќи тоа е наративот, внимавајте, кој што САД го разви за време на глобалната војна против тероризмот, во кој што кажа дека на терористите всушност не смее да им се признае никаков легитимен статус, бидејќи тие се илегални борци, и доколку Хамас се третира како терористичка организација, а се третира како така, во тој случај нема да може да ги добие тој привилегијен статус, да ја добие тоа, нели, да биде да седи на тој дом. Така да, значи се тоа всушност само по себе покажува дека институциите и концептите кои што ги имаат развиено во институции, независно дали сте во однос на правото, во однос на дипломатијата, во однос на безбедносни менеджмент и безбедносен конфликт менеджмент, се всушност архаични за динамиките кои што се случуваат, бидејќи претпоставките, а тоа е дека имате либерална доминација или хегемонија во наративот, во однос на дипломатијата, во однос на моќ на теренот, значи во физичка сила, се веќе минато, и се тоа всушност значи дека новите актери сега ќе бараат значително прилагодување на сегашните концепти, нови концепти како што е на пример меѓународен кривичен суд за истерување меѓународна правда, кривична правда или меѓународна правда, но и најверојатно ќе дојде и до, не дај Боже, до предизвик кој што може да го распука целиот овој систем и да бара создавање на нов систем преку сила. Така, еве, вие сте моментално во Руанда, тамо во Руанда во 94-та година се случи голем геноцид, нели, тој судир на племињата Хуту и Туци, значи станува збор за над 800.000 жртви, колку што прочитав во тој период, меѓутоа има само 10-15 осудени или осудени за геноцидот во Руанда, и Хашкиот трибунал за поранешна Југославија исто така не беше успешен во гонењето на воените злосторства, на сите воени злосторници од сите три страни во конфликтот во поранешна Југославија. Добро, за успешноста на едните или на другите треба да видиме што ќе дефинираме како успешност, а фактот дека имаат осудено доста, кажеме, учесници во ваквите збиднувања, може да се земе дека е релативно успешен. Фактот дека, ако видите како треба да функционира и колку е ѓаволски тешко, што ви реков, што обяснив, извршноста на самата ваа меѓународна правда, би рекле дека е релативно прашање дали е успешен или не е успешен двата трибунали. Но оно што се доведува во прашање е дали овие институции се исполитизирани, дали тие институции беа алатка на либералната демократија за да се справи со неистомислениците или не. Тестот ќе го покаже сега, тоа всушност пристапот кон Нетањаху и Хамас и Путин, иако пак ќе кажам сум голем скептик дека се тоа може да се реализира. Професоре, ви благодарам за гостувањето во емисијата Слободен печат. Почитувани, останете со другите содржини во емисијата Слободен печат.